Денеска одбележуваме 98 години од постоењето на Стопанската комора на Македонија. Овој ден е многу важен за сите нас заедно, затоа што Стопанската комора е еден од клучните партнери на државата, на целото општество, затоа што навистина покажа партнерски однос и во овие години, но и во овие 98 години, градејќи ја и инвестирајќи во нашата држава. Навистина сум среќна што па во овие 3 години диалогот со стопанските комори, со Стопанската комора на Македонија навистина се движи во една одлична насока и со одличен социјален диалог. Без вашите идеи, без вашите консултации, без вашето учество во креирање на законите, плановите, економските мерки, навистина немаше да може да ги постигнеме целите кои што беа зацртани на оваа влада. И немаше да ги постигнеме резултатите кои што денеска ги гледаме како надминување на очекувањата кои што сме ги поставиле. Посебно ме радува што политиките кои што ги спроведувавме заедно дадоа позитивни резултати и за граѓаните и за бизнис секторот. И ова укажува дека навистина партнерството на овој начин треба да продолжи. Навистина и благодарам во име на владата, тука и председателот, за довербата и соработката која што покажавме во овие години. И кога зборуваме за економски раст, би сакала да се потсетиме од каде почнавме. Дека во вториот квартал 2017 година започнуваме со минус 1,8 БДП, а денеска може да се пофалиме со БДП од 3,5%. Исто така ја раздвиживме економијата со Законот за финансиска поддршка на инвестициите и со програмата за поддршка на микро, мали и средни предпријатија. Тоа беше проект и програма која што вице-премиерот Ангјушев, кој што е тука, ја водеше и навистина даде одлични резултати. За 2 години со над 100 милиони евра се поддржани 3000 компании со различни мерки од страна на владата. И отворени се 60.000 работни места и со тоа невработеноста падна на рекордно ниско ниво од 17,1%. Повеќе е од очигледно дека компаниите се ослободени и тие се развиваат. Тоа може да го воочиме и преку растот на индустријско производство, расте трговската размена за 2019 година, таа покажува раст од 10%. Тоа значи дека вредноста на извозот лани изнесувал 6,4 милиарди евра, а во 2016 изнесувал 4,3 милиарди евра, споредбено со тоа пораснал од 2016 до денес за 48%. И овие сите позитивни бројки се резултат на посветената работа на владата заедно со партнерите на економијата. И не треба да ги заборавим партнерите од Западен Балкан. Во суштина и денешната средба ќе биде посветена на соработката во регионот и во Западниот Балкан и токму затоа треба да го јакнеме регионалното поврзување и тука да покажеме дека со таквото јакнење на соработка можеме да дополнително донесеме економски раст и развој на нашата држава. Би сакала посебно да се заблагодарам на представниците од ОЕЦД за Југоисточна Европа, каде што денеска ќе ни ја презентираат студијата за ослободување од трансформативниот потенцијал на растот на Западниот Балкан. Верувам дека оваа студија ќе даде можност и ќе помогне полесно да се вклопи нашата држава во мозаикот на регионалниот развој. Јас навистина на крајот би сакала да ви го честитам уште еднашка овој јубилеј кој што го славите и да понатаму заеднички продолжиме да ја развиваме економијата и да постигнуваме позитивни резултати за целата држава.